почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, влогот во инфраструктурата е влог во иднината. Влог во подобро и поефикасно поврзување внатре во државата и со соседните држави. Денес инвестициите во инфраструктурата, во патиштата, мостовите, булеварите и улиците се инвестиции во развојот, инвестиции во нова развојна македонска економија. 3 години активно вложуваме во развој и унапредување на патната инфраструктура. Денес се гради како никогаш досега. Низ целата држава се гради интензивно и во време на пандемија согласно почитувањето на мерките за заштита од коронавирусот. Денес сме на мостот на реката Вардар, кај населеното место Удово, значајна точка во поврзување на југоисточниот дел со остатокот од државата. Овој мост по повеќе години и пропаднати ветувања конечно е реконструиран и обновен. Со над 91 милион денари, пари од сопствени средства, јавното предпријатие за државни патишта целосно го реконструираше овој мост, кој сега е побезбеден, пофункционален и обезбедува побрз сообраќај. Овој мост е пример за градење по план, инвестиции во изградба и реконструкција на клучни делници важни за граѓаните. Тоа ќе продолжиме да го правиме и во следниот 4-годишен мандат. Градиме 260 километри автопати, градиме 300 километри експресни патишта, градиме 900 километри локални патишта, рехабилитираме повеќе од 1500 километри постоечки патни правци во секој регион од државата. Ги прошируваме капацитетите на меѓународните коридори за да ја подобриме економијата, со поврзаноста со соседите, да ја зајакнеме уште повеќе. И додека СДСМ е посветена на обнова на инфраструктурата, ВМРО ДПМН е посветена на обнова на режимот. Додека СДСМ гради и обновува мостови на соработка и поврзување, ВМРО ДПМН гради ѕидови на поделби и изолација. Разликата е огромна. Ние градиме модерни, безбедни патишта и мостови по светски стандарди, тие нудат промашени проекти, наместени тендери и бандери сред автопат. Нашиот пристап е сериозен, чесен и одговорен пристап. Градиме домакински за сегашните и идните генерации. Покажавме дека можеме и умееме. По 15 јули ќе покажеме дека можеме уште подобро, уште повеќе. Инвестираме уште повеќе во инфраструктурата за да имаме уште подобра поврзаност. Благодарам. Благодарам, имам едно прашање од Сител, од новинарката Кате. Имајќи предвид дека не се намалува бројот на заразени од ковид, но и рекорден број на смртни случаи, дали СДСМ размислува да ја промени кампањата, пример без теренски активности, и што ќе се случува со изборите? Добро, изборите продолжуваат, нема никакви причини за било какво одложување на изборите. Безбедносните протоколи се прифатени од ДИК, одобрени се од ОПСИ и од ИХР, навистина се совршено направени и граѓаните не треба да стравуваат ниту до завршетокот на кампањата, посебно не за денот на гласањето. Апелирам да излезат сите, заради тоа што така добиваат легитимитет институциите. Навистина, ако можеме да поминеме пола саат, 2 саата во пазар, во дуќан, во аптека, насекаде, во ресторант, во кафетерија, 3 до 5 минути можеме да одиме да гласаме сите и да исполниме нашата граѓанска должност со сите здравствени протоколи кои што ќе бидат обезбедени на сите 100% гласачки места во државата. Социјалдемократскиот сојуз е единствена коалиција, веројатно, со коалицијата Можеме, која што комплетно се придржува на сите безбедносни протоколи. Тоа го правиме на најсериозен и внимателен начин, со мал број на луѓе, до 50 се обично на отворени места, останатите од позади се на целосна дистанца, кои што доаѓаат на нашите митинзи, заради тоа што сме на отворени простори, доаѓаат луѓето. Максимално сме посветени да тоа го организираме однапред кога се работи за теренски активности, па дури вчера се качивме на Пониква горе, за да биде на воздух, на отворено и да биде наш доволно широк
простор и тоа го правиме секаде на големи отворени парковски површини, плоштади, мали плоштачиња и слично, се со конечна цел да обезбедиме дистанцата. Маските се носат постојано, секако дезинфекцијата се почитува максимално. Најголем дел, скоро сите репрезентативни или маркетиншки средства кои што ги имаме, се на нови маски и на нови дезинфициенси, а секако вложуваме и во едукација на граѓаните за да внимаваат во континуитет на рестриктивните мерки и нивното почитување. Така и ќе продолжиме и верувам дека со тоа придонесуваме во заштита на здравјето и здравствената безбедност на граѓаните, но дополнително сум убеден дека ќе ги мотивираме граѓаните да излезат колку што е можно во поголем број на изборите на 15 јули.